Почитувана подпредседателке, почитувана колешке Николовска, ако вие навистина се борите за земјоделците како што сега деклариравте, ќе зборувавте во врска со законот кој што е на дневен ред. Од вашето 10-минутно излагање ние не слушнавме ниту една реченица која што се однесува во врска со предлог законот за изменување и дополнување на законот за водостопанство. Ниту да пофалите, ниту па или да критикувате одредени членови кои што се променуваат. Единствено вие што зборувавте за неколку луѓе кои што патем не е често да ги спомнувате затоа што не можат да ви реплицират, не се во моментот ниту во салата, ниту се наши колеги пратеници. И на крајот да ве потсетам, вие сте овде пратеник од листата на Социјалдемократскиот сојуз, а јас колку што помнам, бидејќи сум помлад, мислам дека господинот Велјо Тантаров беше пратеник на Социјалдемократскиот сојуз во овој парламент. Што зборувате? Исто така сега проверив со градоначалникот на Кавадарци, изнесовте една неголема невистина, да не кажам лага, дека синот на господинот Аризанов е вработен. Еве јавно тврдам дека тоа не е вистина и дека е шпекулација која што ја пласиравте затоа што се јавив лично на градоначалникот да проверам. Исто така шпекулирате и со висината на сумите кои што ги добиваат членовите на управните одбори. Членот на управен одбор и во сите јавни предпријатија е ограничен со закон и со правилник од страна на влада, значи се движи од 4990 за член до 5990 за председател на управниот одбор. Така да, ако сте навистина човек кој што се залага за решавање на проблемите во земјоделието, тогаш може да разговараме. Јас како пратеник кој што потекнува од најземјоделскиот регион во Македонија, апсолутно се согласувам да разговараме за одредени конкретни теми, проблеми кои што во земјоделието ги имало, ќе ги има и во иднина, и никој не треба да бега од решавањето на реалните проблеми. Меѓутоа, вие кои што се представувате како пратеник од страна на земјоделците, па заради тоа бевте ставени и на листата на СДСМ во 4-та изборна единица, значи како најземјоделски регион на Република Македонија, е срамота да го злоупотребувате оваа говорница и да го злоупотребувате вашите 10 минути со спомнување на лица кои што немаат врска со законот за водостопанство. Благодарам.